Добар ден, драги ученици. Денеска учиме една нова лекција. Ќе учиме буквата Ј. Ова се адаптирани содржини по предметот македонски јазик. Лекцијата за вас ја подготви наставничката Милица Серафимовска. Што ќе научиме? Правилно да го изговориме гласот Ј. Да ја воучиме, покажеме буквата Ј. Да научиме да ја пишуваме буквата Ј. Да ја моделираме и разликуваме големата и малата буква Ј. Да ја пишуваме во зборови, реченици и куси текстови. Да почнеме. Кои зборови почнуваат на гласот Ј? Ј јаболко, Ј јастук, Ј јаже, Ј јагода, Ј јогурт. Зборови кои ја содржат Ј во средина на зборот. Мајка, зајак, јајце. Во зборот јајце, буквата, односно гласот Ј, се среќава два пати, на почеток и во средина на зборот. Зборови во кои Ј е на крајот на зборот. Постојат многу зборови во кои Ј е на крајот на зборот. Рој, број, стој, крај, кој, мој, твој, секој. Има многу зборови. Еве и уште два поими. Змеј, ној. Гласот Ј во реченици. Јована јаде јаболко. Јанко и Јана пијат јогурт. Јуле собира јагоди. Ј во песничка. Јаболко. Јован јаде јаболко. Да ви кажам кратко. А сестра му Јована од јагоди сладко. Буквата Ј можеш да ја моделираш со различни материјали што се наоѓаат дома и во училница. Како се пишува буквата Ј? Во празниот простор обиди се да напишеш. Давам објаснување. Големата буква Ј се пишува вака. Една права линија од горе надолу и завртја малку кон лево. Малата, исто како и големата, значи од горе надолу и заврти малку кон лево, но горе над линијата стави точка. Еве уште една задача за тебе. Воочи ја и обој ја Ј во текст. Текстот се вика Јагниња. Слушај внимателно. Во јануари се објагни овца. Роди две убави бели јагненца. Јана и Јанко. Јагнињата беа здрави како јатки. Мајката овца ги чуваше јагнињата. Ги топлеше како мека јамболија. Во мај стасаа првите јаготки. Јана и Јанко сакаа да ги вкусат црвените топчиња. Јас и Јана сакаме јаготки, викна Јанко. Се разбира, мајката им дозволи да ги вкусат јагодите. Ден по ден јагнињата растеа. Наесен, кога стаса грозието, Јана и Јанко беа големи овци. Сигурно ги воочи големата и малата буква Ј. Големата буква Ј, јас ја означив со црвена боја, а малата буква Ј ја означив со жолта боја.
можеш и ти во некој текст да ги воочиш малата и големата буква Ј. Исто така можеш да вежбаш пишување на куси зборови со буквата Ј. Например, зборот јас се состои од 3 букви, односно 3 гласа. Ј, А, С. Обиди се да напишеш исто како мене во истиот простор подолу. Зборувај, пишувај, слушај, учи. Ти благодарам на вниманието.